што те крена од тоа? Тоа ми звучи прилично даун. Кој е тој драйв што уште си го имал и таа верба дека не треба уствари да прекинеш? Како се крена од таа точка, човеч? Па не ме прави ништо друго среќен. Многу само таму се осеќам, во рингот се осеќам без anxiety, без депресија, присутен целосно, зашто многу мојот фокус спем ми е 45 секунди. И кога сум присутен, например, читам книги на втората страница, почнам да мислам нешто друго, трето, шесто нешто. И кога сум у ринг, сум целосно фокусиран, целосно присутен и многу мир осеќам, не знам како да ти обичам, уопште немам трема, се осеќам доминантен, го знам тоа не знам, ко механичар што знае што прави, ко човек што, не знам, прави столици или било што, ужива во тоа, затоа што знае што прави. Ја прави вазната и прави ремек дело, ме разбираш, и вика, многу е јако ова, и го прави со саат, и ужива тоа. Не сака никого да види, не сака телефонот да му звони, ја прави вазната и многу му е јако. Тоа го Дали ти е познат концептот за флоу? Да. Не концептот, познат ми е флоуто. Да, флоуто, да. Да, е како стейт. Ми звучи како да го опишуваш тоа. У тие моменти на борба, ти си во флоу. Да, јас сум во флоу. Некојаш да знам да бидам и у фајт, и у флајт, што се вика. Да. Многу малку сум, например, мора да се адаптираш на одредена ситуација. Да движиш, да правиш. Ама не знам, многу се осеќам, ти викам, многу смирен се осеќам, не паничам. Такви работи едноставно ме исполнуваат, среќен сум едноставно, не знам како да ти кажам. Браво. Например, луѓе кои ќе добијат удар и во шок се, знаеш, паничат, не знаеш што да направат, некои луѓе влагаат во flight mode, почнуваат, знаеш, страв ги обзема. Многу ми е јако кога ќе добијам удари кога нема паднам, викам, ова е многу јако, ќе те убијам се.